Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравите без потенцијално сериозни нуспојави, кои бараат употреба од антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во период кога настинките и вирусите се многу зачестени, па ја имаме истата грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем? И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики кои го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи може да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип. Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук заради високиот процент витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат дека повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце или суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем. Земањето на витамин С како додаток во исхраната е добра идеја, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се и кокосовото млеко, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои дејствуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Според познатите браќа билкари, Дејан и Кристијан Ачковски, најважно е да се зајакне имунитетот и тоа со природни билки, како ориганото и ехинацејата, и да се направи пролетно чистење на организмот. Во сезона на грип најпрво што треба да се сработи кај еден човек е да се покачи имунитетот. Кога се работи за имунитетот, предност имаат ориганото, ехинацејата, па потоа сите останати билки кои што можат да се употребат. Конкретно можат огромна улога да изиграат и адаптогените билки тука, кај настинка и кај грипови, како златниот корен, ашвагандата, астрагалусот и слично. Добри се и карлината, мечкиниот лук и шипката. За пролетно чистење прво и основно што би ви препорачале тоа е мечкиниот лук. Не за џабе мечката излегува од кибернација, се разбудува од сон и оди прво што го бара мечкиниот лук. Зошто? За да си го исчисти организмот од токсините кои што се собрале во текот на зимата додека преспивала. Освен тоа, многу е добро пролетното чистење да се направи со глуварчи, салата од растенијата од глуварчето. А постојат уште многу билки кои што можат да се искористат во секое време за детоксификација, а не само на пролет. Тука се користат пак, ние ги користиме лично адаптогените, ашвагандата, астрагалусот, златниот корен, миртата. Тука може да се надополни и агликата и копривата. Копривата е одличен чистач. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици. Па заради тоа, прво обидете се со природна терапија која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук.